Скопската зоолошка градина, која постојано воведува нови интересни содржини, повторно изненади. Најавува пристигнување на нови жители во скоро време. Во засилен тек е изградбата на ботаничката градина, а можна е изградба на економат. Во средината на месец август во своето ново веќе изградено живеалиште ќе пристигне долго очекуваната жирафа. Уште контролните периоди за проверка на тие автоматизирани врати остануваат за завршување и технички прием на објект кој што е практично комплетно финансиран од градот Скопје. Тоа е живеалиштето за слон и жирафа. Би сакал да информирам дека во завршна фаза се би требало отприлика негде половината на август да дојде новиот жител, значи жирафата, која што ќе биде нов жител за радост на нашите најмлади сограѓани. Очекуваме дека со почетокот на школската година ќе можеме да направиме и комплетна презентација, бидејќи е потребен период за аклиматизација на тоа животно. Во понеделник пак ќе почне комплетна реконструкција и изградба на ново живеалиште за фламинго и морски лавови. Живеалиштето е возможено од Агенцијата за електронски комуникации, МЕПСО и Државната лотарија на Македонија. Во втората половина од оваа година, во зоолошката градина комплетно ќе се заврши електричното осветлување, а ќе биде поставен и видеонадзор, со кој ќе се добие контрола над вработените и над неодговорните посетители. Активностите во втората половина од оваа година ќе бидат комплетно завршување на електричното осветлување, видеонадзор на зоолошката градина, со кое што ќе добиеме ефект за зголемена контрола над вработените, како и зголемена контрола над неодговорните посетители. Исто така, со завршување на живеалиштето за слон и жирафа се овозможува да се завршат и последните отприлика 10 на 15% за комплетното инфраструктурно подновување на зоолошката градина, односно оние бехатон стази ќе бидат завршени. Тимот на Скопската зоолошка во наредниот период ќе изготвува и нови проекти, кои ќе бидат предложени до Советот на град Скопје. Реанимација на првиот и најстар влез во зоолошката градина, лоциран спроти градското собрание, освежување и реконструкција на најстариот објект познат како Зверовник и изградбата на економат се предлог проектите на ЗО Скопје. Со економатот ќе биде овозможено раноградинарските производи да може да се одгледуваат на еден дел од зоолошката и со тоа да се намалат трошоците за исхрана на животните.